председателот на влада да го одговори. Првото прашање е поврзано со пописот. Видовме дека на социјалните мрежи во текот на вчерашниот ден и ден претходно се појавија бројни споделувања и објави од страна на општински организации на СДСМ во однос на јавниот повик за номинирање или за кандидирање на кандидати кои што би биле попишувачи за престојниот попис, кој што ние го оспоруваме и со чија што методологија не се слагаме и за што се спротивставивме и тука во собранието, а собираме во моментов и потписи со цел поднесување на закон тука во собранието со кој што ќе се укине овој закон за попис. Имајќи предвид дека се појавија вакви објави во социјалните мрежи, ќе морам да бидам малце ироничен, затоа што мислам дека тука сериозен одговор тешко човек да добие. Па еве сакам да го прашам председателот на владата и секако председател на СДСМ, по која методологија општинските организации на СДСМ ќе ги бираат попишувачите? Дали по тоа кој колку членови ажурирал во изминатиот период, или можеби кој колку гласови донесол на претходните избори? Која ќе е процентуалната застапеност на коалиционите партнери на СДСМ во бројот на попишувачи? Колку ќе добие, например, ДУИ, колку ќе добие БЕСА, колку ќе добие ЛДП и така натака? И дали ќе има исто така и родова застапеност во истите со цел некој да не биде навреден? И да бидам сега сериозен, сакам да го прашам председателот на владата дали знае втора држава земја членка на Европска унија, каде што сакаме да се зачлениме, во која што кога се врши попис, општинските организации на владеачката партија ги објавуваат тие огласи и повикуваат луѓе да се кандидираат на истите. Второто прашање е поврзано со она што е најактуелно деновиве, тоа е обидот да држава конечно добие правда. Имајќи предвид дека председателот на владата самиот јавно кажа на пресконференција дека координирал со акцијата за обезбедување на бегалецот од правдата, а во исто време бегалецот од правдата кажа дека имал 40 температура и дека бил 2 дена во изолација, па самиот се пријавил. Имам една дилема да ја поставам, па мислам дека е добро да добиеме одговор. Според она што го кажува владата, тој бил во Скопје целото време, а според тоа што некои информации стигаат до нас, ја напуштил државата на север и после тоа се вратил назад. Ако ја прифатиме тезата на владата дека бил во Скопје, логичното прашање кое што си го поставува целокупната македонска јавност е каде бил во Скопје, односно каде престојувал, имајќи предвид дека не беше пронајден во рамките на својот дом, односно да бидеме директни, тоа не е негов дом, туку нели формално под кирија живее таму. Тоа е вистината. Па прашањето кое што го поставува целокупната македонска јавност е каде бил, доколку бил во Скопје, дали куќата или станот во кој што бил е лоциран и доколку е лоциран, зошто не е извршен на истиот претрес, да се земе материјал, да се види што има внатре, веројатно освен Фервекс и некои други лекарства за кои што претпоставам докторите се пострушни, нема нешто многу друго да се најде, ама добро е да се направи едно такво испитување со цел да видиме што ќе се затекне во тој стан или таа куќа, доколку е вистина дека бил во Скопје и обратно, доколку не бил во Скопје, а мислам дека не бил во Скопје, прашањето логично е на кој начин се врати во државата, имајќи предвид дека нелегално ја напушти, дали нелегално и се врати и што правиле пограничните органи на државата во моментот кога нелегално се враќал во државата, имајќи предвид дека пасош нема и легално не може да се врати. И третото прашање, ќе бидам максимално сериозен на третото прашање, е за министерот за внатрешни работи. Во изминатиот период во Скопје хара една банда насилници, која што јас барем знам дека претепа 4 луѓе во градов, од кој што еден новинар и тројца познати луѓе во градот. Сите имаат една заедничка работа, што не се во добри односи со бегалецот од правдата. И моето прашање е дали после сите овие случувања кои што се случија и состојбата во која што се најдов ти како министер и како влада, ќе се охрабри Министерството за внатрешни работи да ги открие овие луѓе
и да одговараат за тоа што претепаја 4 луѓе, од кои што дел се со сериозни последици. За среќа, сите 4 се живи, но барем тројца од нив можеа да не бидат живи, имајќи предвид степенот на повреди кои што го имаја, и дали конечно истите ќе бидат запрени, затоа што истите представуваат еден вид на платена војска на бегалецот на правдата. Долго време страф и трепет во градот на собственици на компании, на фирми кои што беа уценувани, преземани и така натака, а во моментов луѓе кои што се праќани да бидат практично пренесувачи на пријателски пораки до овие кои што беа претепани, а и порака до сите останати, што ќе им се случи ако му се спротистават. Еве да помогнам и јавно дека цело Скопје знае, цел град знае дека се од скопската населба автокоманда, па малце ви да ја насочам истрагата. Знам дека ќе се каже тешко дека оди со собирање на докази, но имајќи предвид дека ова е мал град и дека генерално е мала држава, мислам дека со соодветни методи ќе може да се откријат, така што прашањето е дали ќе имате акција за откривање на овие луѓе, имајќи предвид дека навистина го тероризираат цел град и дека прашање кога ќе направат следнава акција, можда мене ќе ме нападнат, имајќи предвид дека сега јас јавно поставувам едно вакво прашање, а мислам дека е добро да се исчисти градот од вакви и слични на нив насилници кои што хараат по градот. Благодарам. Благодарам.